Ова е најновото издание на регионалните вести. Значително намален е родот на најпознатата земјоделска култура во Полошкиот регион Гравот Тетовец. Ако лани имало 150 килограми по декар, годинава родот достигнува до 100 или 120 килограми. Родот на најпознатата земјоделска култура во Полошкиот регион Гравот Тетовец годинава во споредба со лани и претходните години е намален од 30 до 40%. Според Бранко Карапеовски, агроном од Тетовскиот центар на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието, причините се во неповолните временски прилики. Овој период сушен, што не зафати добри 90 дена или 3 месеца без пропратени со дождовни денови, придонесе да приносите подбацат оваа година. Можам слободно да кажам и од проценките наши и од личните искуства на долгогодишните производители на грав. Гравот, кога треба самиот свет да се врзе плодот, да се врзе тогаш во недостаток на доволно количини на влага, мешунката останува делумно исполнета со истите агротехнички мерки. Во здружен посев, ланските приноси беа се движеа од 1500 килограми по хектар или 150 килограми по декар во зрно, а оваа година дури 100 кила или 120 кила може да стигне по декар, што значи рапидно е намален приносот. Иако немало доволно вода потребна за одгледување на родот, квалитетот на Гравот Тетовец останува ист и покрај пониската реколта, смета Карапеовски. Квалитативно не би рекол дека отстапува рапидно во однос на ланскиот период. Со квалитетот тука е некаде во некои делови, може во недостаток кај што стварно почвените услови и структурата на почвата е таква што не овозможува да го искористи тој максимум на процент на влажност од вода, таму веќе е рудиментирал самото зрне и веќе не е формата карактеристична за нашиот тетовец, калибража 9-12 со бела боја, со мал процент на љушпа и така натаму, карактеристично за квалитетните својства на гравот се тие особини. Според стручните лица нема да има промена на цената на гравот. Причина е во тоа што земјоделците претежно гравот го продаваат на зелените пазари и ретки се случаите некој да пласира поголемо производство во странство. Ако имаме извоз во поголеми количини деловни сделки на непријатели, трговски куќи кои што ќе го откупат целокупното количество на грав во Полошкиот регион, тогаш можеби да зборуваме дека би имало да се одрази врз цената на чинење на пазарот на мало, тогаш би се појавила некој благо покачување на цената затоа што неоти ќе го нема гравот е сепак пак присетен тука, меѓутоа од тоа што ќе го нема задоволно за извоз. Гравот Тетовец е заштитен во Државниот завод за индустријска сопственост со неговото географско потекло и карактеристики. Препознатлив е дека поварењето ја задржува компактноста и лушпата малку се одделува. Поголеми количини на грав, домати и пиперки били украдени од нива на Гостиварец. Во село Волковија пак непознати сторители извршиле обид за кражба во црквата во местноста Чука. Освен парите и златото, кратците гледаат богат плен и во земјоделските производи. Околу 1500 евра го чинела кражбата која се случила во нивата, што жител на Гостиварско Беловиште ја користел под закуп, а му биле украдени 250 килограми грав, 400 килограми домати и 150 килограми пиперки, информира Савара Тетова. Вчера кога отишол на нивата забележал паркирано возило и две лица кои избегале кон селото Лакавица. Местото на кражбата е фотодокументирано и се работи на откривање на сторителите. Обид за кражба имало и во црква во населеното место Волковија.
Имено 57 годишниот ТЦ од Волковија вчера пријавил дека во периодот помеѓу 25 и 27 овој месец за сега непознати сторители ја оштетиле црквата Свети Ѓорѓија во местноста Чука. Најпрво насилно ја извадиле металната решетка од влезната врата, го оштетиле катинерот, а потоа и дрвената врата во горниот дел, но не успееле да ја отворат и да влезат во објектот. Оштетувањето е фотодокументирано и се превземаат мерки и активности за откривање на сторителите. 3 лица на возраст од 19 и 20 години се здобиле со телесни повреди откако автомобилот во кој се возеле влетал во оградата на куќа во село Жилче. Во друга сообраќајна несгода со телесни повреди се здобил пешакот, 13 годишно девојче од Тетова. Пребрзото возење е причина за уште една сообраќајна незгода во Тетовско, во која 3 лица на возраст од 19 и 20 години се здобиле со телесни повреди. Како што соопшти СВР Тетово вчера околу 4 часот на регионалниот пат Лешок-Шемшово во Тетовско Жилче, патничко возило Volkswagen Vento со тетовски регистарски таблици што го управувал 19 годишен тетовец загубило контрола. Излетело од коловозот и удрило во врата и ограда од куќа на жител од ова село. Од излетувањето и удирањето телесни повреди здобиле возачот и двајца сопатници на возраст од 19 и 20 години, двајцата од Жилче. Повредените со друго возило пренесени и се и задржани на тамошно лекување во Тетовската клиничка болница. Извршени увити се утврдуваат причините и се друго поврзано со незгодата. Првично причината е неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Во друга сообраќајна незгода повредено е 13 годишно девојче пешак. Како што соопшти СВР Тетово, завчера околу 13 часот на улица 167 во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Форд со тетовски таблици, управувано 32 годишен жител на Боговиње и 13 годишен пешак девојче од Тетово. Во несреќата малолетничката здобила телесни повреди и со друго возило била пренесена во Тетовската болница, каде е задржана за натамошна обсервација. По извршениот увид се утврдуваат причините за несреќата и другите поединости. Младите активисти на невладината организација Либерален алтернативен институт со истакнување на пораки испишани на платно денес го искажаа својот став против говорот на омразата. Бидете генерација на љубовта, порача од Државниот универзитет, гимназијата и во центарот на Тетово. Јас сум Крстич Ивана, координатор на проектот No Hate Speech Society, која е иницијатива на Либералниот алтернативен институт кој се наоѓа со седиште во Тетова. Самиот проект е производ од работилница, односно летна школа која се случуваше од 20 до 24 јули. Проектот се случува во Скопје, Тетово и Велес и е само еден дел од проектите, од 5 всушност проекти кои ќе се реализираат и понатаму низ цела Македонија. Најпрво сакам да кажам дека сум среќна затоа што работам со луѓе кои се од различни етнички заедници кои обработуваат еден проблем кој особено во Тетово е многу застапен, односно говорот на омраза. Па така не придонесуваме многу, меѓутоа нашите акти се само еден дел од она што треба да се прави за да се разбуди свеста на луѓето за младинскиот активизам и како треба редовно да се потсетуваме колку сите ние како различни правиме една целина заедно. Сметам дека тоа е круцијално важно за да може општеството да опстојува и незалудно го одбравме Тетово како еден од градовите за тоа. Какви пораки денес испратите? Сакаме да испратиме пораки дека сите ние сме исти. Различностите функционираат како такви во една целина многу убаво доколку сите знаеме да ги прифатиме. И можеби една порака дека ние сме носители на она љубов која треба да се шири понатаму, нема да биде сватена од секој, меѓутоа доколку редовно ги потсетуваме луѓето дека тоа е нашата задача, дека ние сме тие кои треба понатака да шират добри работи, да шират разбирање, почит и меѓусебна добробит, тоа сметам дека ќе придонесе за некое време подобрување во општеството. Тетово е еден од градовите каде што одбравме да го правиме ова. Продолжуваме во Скопје и во Велес. Благодарност за сите тие што ни изразија поддршка, бидејќи 10 млади активисти не можат да направат многу, меѓутоа можат да покажат за еден сегмент од тоа што младите го мислат за ова. Има фидбек на вашите иницијативи?
се наоѓавме пред Тетовскиот универзитет и пред самата гимназија, беа изненадени. Луѓето се изненадени што во вакво општество некој се осмелил да дојде и да покаже разбирање, особено во Тетово. Мислам дека фидбекот е позитивен, од реакциите што ги видовме на луѓето беа дури изненадени позитивно на кого му текнало да го направи ова. Самите деца, односно самите млади луѓе со кои што работам, покажуваат толкова заинтересираност и кога ги гледаме луѓето како реагираат на тоа, особено сум среќна. Иако се работи само за 10 активисти што ќе работат низ повеќе градови низ Македонија. Во рамки на неделата на промоција на хумани вредности, клубот на млади при Црвениот крст во Гостивар организираше поетско читање. Настанот се одржа под мотото да ги надминеме разликите. Младите волонтери од општинската организација на Црвениот крст во Гостивар изминатиот викенд ја заокружија неделата на промоција на хумани вредности со поетско читање. Настанот се одржа под мотото да ги надминеме разликите. Преку пишаниот збор, младинците испратија порака за почитување на разновидноста на културите и толеранција, диалог и соработка и взаемна доверба и разбирање. Овие вредности се најдобрите гаранции за мирот и соживотот, а ние како представници на Црвениот крст имаме одговорност да действуваме, рекоа од организацијата. На читањето беа презентирани творби на албански и на македонски јазик од повеќе автори поети од Гостиварскиот крај. Програмата за промоција на хумани вредности во Македонија се спроведува 17 години. Преку неа 1200 волонтери секоја година поминуваат низ обуки кои им помагаат да изработуваат мали проекти за своите заедници. На државно ниво во 2015 биле спроведени скоро 200 такви проекти. Клубот на млади на Црвениот крст од Гостивар пак во текот на годинава реализираше 5 проекти со кои им се помогна на 90 граѓани. Нови биохемиски анализатори од идниот месец ќе добијат и неколку здравствени установи во Полошко. Според најавите на ресорното министерство, новините се дел од владиниот проект со кој ќе бидат опфатени 54 здравствени установи во државата. Општата болница во Гостивар, здравствените домови во Тетово, Гостивар, Ростуше, како и специјалната болница за ТБЦ во Лешок се дел од владиниот проект за опремување со нови биохемиски анализатори. Новите 56 биохемиски анализатори идниот месец ќе бидат испорачани во 54 јавни здравствени установи во државата, меѓу кои се опфатени повеќе општи специјални болници, клиники, здравствени домови, заводи и институти. Министерот за здравство Никола Тодоров неодамна објави дека постапката за јавна набавка на 56 нови биохемиски анализатори е завршена и со нив ќе се овозможи побрзо добивање здравствена услуга, како и подигнување на нивото на квалитет и зголемување на точноста на биохемиските анализи. Министерството за здравство посочи дека продолжува со докажаната практика на набавка на апарати по принципот на набавка на реагенси, односно со обезбедување на реагенсите јавните здравствени установи ги добиваат апаратите бесплатно. Капацитетот на анализаторите изнесува 800 анализи на час комбинирано, односно 400 фотометриски тестови со 400 електролити. Просечното време на изработка на анализите е 8 минути, што е значително побрзо од постојните анализатори. Во ист момент може да се стават 63 реагенси, а по потреба се изработуваат и до 80 примероци, појасни Тодоров. Нагласи дека анализаторот користи трајни кварцни реакцијски проточни кивети кои се испираат со деонизирана вода и на овој начин се намалуваат трошоците за потрошен материјал реакцијски кивети. Со новите биохемиски анализатори, посочи министерот, се овозможува заштеда на средства, добивање побрза услуга, како и повисоко ниво на квалитет и точност на биохемиските анализи. Според него, значајно е што јавните здравствени установи не треба да се грижат за сервис, промена на резервни делови и други технички аспекти, бидејќи фирмата која ги обезбедува апаратите обезбедува и комплетна поддршка во овој дел. Потенцираше дека фирмата ќе организира обука на сите здравствени работници од струката за ракување со новите биохемиски анализатори. Со тендерот за набавка на тестови за биохемиски анализатори во рамки на воспоставената практика на набавка на репроматеријали со добивање апарати без надомест, во 2014 година набавивме 11 нови биохемиски анализатори, наменети за клиниките за детски болести, за хематологија, за онкологија и радиотерапија, клиничка биохемија, градската општа болница 8 септември, универзитетската клиника по хирушки болести Свети Наум Охридски, како и за клиничките болници во Тетово, Штип и Битола, додаде Тодоров. Движењето за реформи на ДПА успеа да се евидентира како политичка партија во Основниот суд во Тетово.
По голем број на перипетии со задоволство да известуваме дека Движењето за реформи успеа да се запише како политичка партија во Основен суд Тетово. Денес истата е пуштена за објава во службен весник на Република Македонија, од каде ќе чекаме да поминува законскиот рок за да истата биде регистрирана во единствениот регистар на политички партии во Основен суд Скопје 2. Граѓаните во нивните гласачки листиња ќе имаат можност да ја изберат ова политичка алтернатива, која наскоро ќе ја представи платформата како патока за понатомошното движење на албанците во земјата. Поради тоа, ги покануваме сите граѓани да се ангажираат во професионални одели. Вратите на Движењето за реформи се отворени за сите. До сега евидентирани се над 15.000 членови, а се работи за датабаза основа на членството. Пратениците Нола Исмајловска Старова, Силвана Бонева, Антон Чибишев и Марија Ангелова поднесу амандман со кој се предлага останување на досегашното решение за употребата на светлата во сообраќајот од страна на возачите дење и ноќе. Со поднесениот и усвоен амандман во новиот предлог закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој се уште е во собраниска процедура, се предвидува во сообраќај на пат дење и ноќе. За време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има запалено најмалку соборените светла за осветлување на патот. Обврската не се однесува за возачите на запрежни возила и велосипедистите, кога запрежното возило, односно велосипедот, го управуваат дење, освен во услови на намалена видливост. Мандатна казна во износ од 15 евра дење, 35 евра ноќе во денарска противредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласност со одредбите на овој закон на возачот кој постапува спротивно на одредбите. Иако бројката на вработени во јавниот сектор е двојно зголемена од 2006 година до денес, граѓаните не чувствуваат дека услугите се подобрени и дека квантитетот го следи и квалитет. Долгочуваната тајна постепено го пробива превезот на тајноста. Информацијата дека властите му признале на еврокомесарот Хан и бројката на вработени во администрацијата во Македонија е околу 185.000 и тоа без вработени во јавните предпријатија, иако брзо беше демантирана на површина изнесе конкретен податок. Колку е точна бројката добиена преку вкрстените податоци ќе се знае во наредната година, но известно е дека уште долго нема да престане битката за вработување во администрацијскиот рај. Според економистите, проблемот може да се реши само тогаш кога приватниот сектор ќе стане поатрактивен од јавниот. Во македонскиот случај тоа не е известно во блиска иднина. Ако некоја земја се задолжува за нови работни места и зголемување на економскиот раст, тоа е продуктивно, но ако се задолжува за да плати во јавниот сектор, тоа секако не е, вели веде председателот на Светската банка Горан Тинич, кој додаде дека иако Македонија е ниско задолжена земја, во иднина треба да биде внимателна кога е во прашање задолжувањето. Во неколку града во Босна и Херцеговина во тек е голема полициска акција, при што се приведени неколку политичари. Станува збор за пратеник во собранието на Тузла Мерсед Шерифовиќ и кантонскиот министер за трговија, туризам и сообраќај Един Ајановиќ. Федералната полиција извршила претреси во куќата на поранешниот министер Јерко Ивановиќ Лијановиќ, кој е приведен во полиција. Полициската акција се спроведува заради злоупотреба на земјоделски субвенции. Опозицијскиот демократски фронт побара синоќа на протестот во Подгорица оставка на владата на Мило Ѓукановиќ како неопходен услов за формирање на преодна влада, чија цел била организирање избори. Пред Црногорскиот парламент протестираа неколку илјади луѓе, а забележително беше силно присуство на припадниците на полицијата. Организаторите на протестот побараа целосна измена на изборното законодавство за спроведување на, како што е наведено, први фер и слободни избори во земјата.
Мнозинство од местата од парламентот во Каталонија освоија партиите кои притискаат североисточниот шпански регион да се отцепи и да биде формирана нова нација на Медитеранот. Од 97% од изборните гласови на изборите на 27 септември, групата Заедно за да освои 62 места во 135 члени од парламент. Ако ги издружат силите со левичарската партија која се залага за независност, тие ќе имаат 68 пратенички места, кои се потребни за да се уствари планот Каталонија да прогласи независност од Шпанија во 2017 година. Обвинителите во Германија отворија истрага против поранешниот генерален директор на Volkswagen Мартин Винтеркорн. Канцеларијата на обвинителството денеска соопшти дека ќе ги разгледа тврдењата за измама за продажба на автомобили со манипулирани податоци за емисијата на гасовите. Винтеркорн минатата недела поднесе оставка поради скандалот со мамење на тестовите за емисија на штетните гасови во САД, величи дека немал сознание за манипулацијата. Регулаторите во САД во дизел моторите најдоа софтвер кој ја правел манипулацијата. Светските лидери се собираат на 70-тиот состанок на Генералното собрание на Обединетите нации. Собирот на 160 светски лидери доаѓа во периодот кој генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го нарече време на немири и надеж. Сирија ќе биде главно прашање, а лидерите бараат завршување на конфликтот во кој загинаа над 200.000 луѓе, а милиони лица се раселени. Американскиот претседател Барак Обама и неговиот руски колега Владимир Путин се меѓу оние кои се најавени дека ќе се обратат на Генералното собрание на неговиот прв ден. Тоа е прво појавување на Путин во собранието во последната деценија. Крвавата или црвена месечина која синоќа можеше да се види на небото беше инспирација за фотографите ширум светот. Појавата на супермесечина и низиното затемнување е појава која се јавува на 15 до 40 години. Последен пат била забележана во 1982 година, а следната се најавува за 2033 година. Денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и ветровито. Утринските температури се движеа од 6 до 17, а дневните од 13 до 20 степени. Утре не очекува слично време на денешното, умерено облачно со повремени сончеви периоди. Попладне во крајните југозападни предели нестабилно со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 7 до 18, а дневните од 15 до 21 степен. Овде е крајот на денешното издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.